Миновски разговаравме на тема насилство во училиштата, ти беше овде во студиото, гледаше што се случуваше, ги виде и јавувањата и со телефон за деца и млади. Линија, телефонска линија на првата детска амбасада Меѓаши. Го издадовте полугодишниот извештај сега. Сега кога веќе споменав линијата, сакам да кажам дека на оваа линија се пријавувани токму и случаи на насилство во училиштата. Така, според полугодишниот извештај за одработата на бесплатната SOS линија за деца и млади 0800 1 22 22 се регистрирани во првата половина од оваа година 225 контактирања од страна на деца и возрастни по различни прашања поврзани со детските права, меѓу кои и насилството во воспитно-образовните институции. Имаме дојави за одредено несоодветно однесување од страна на професионалниот кадар кој што работи во воспитно-образовните институции кон самите ученици, со тоа што дел од тие јавувања и повици ги забележуваме како едно јавување, меѓутоа сметаме дека станува збор за далеку поголем број, затоа што несоодветно однесување според кажувањата нели на јавувачот кон едно лице се впрочем и несоодветно однесување кон повеќето, кон сите ученици кои што се во тоа училиште. Меѓутоа, она што ние како организација го препорачуваме е поголема сензибилизација на кадарот кој што работи со децата, потоа вработување на социјални работници, психолози, педагози во сите училишта, затоа што во дел од училиштата има ваков кадар, меѓутоа во поголем дел од училиштата за жал нема вработено ваков кадар во секое училиште посебно, така што како организација препорачуваме дека овој вид на кадар треба да биде вклучен во редовниот воспитно-образовен систем и подигнувањето и воспитувањето на децата, затоа што на тој начин навремено ќе може да ги идентификуваат проблемите со кои што се соочуваат децата и на време да се превенираат истите, за да не доаѓаме до ситуации каде што ќе има конкретни случаи на насилство во училиштата. Тарин има многу утековни активности на првата детска амбасада во светот. Меѓаше имаме кратко време да го кажеме сето тоа. Што е со програмата за мировно образование? Програмата за мировно, целта на програмата за мировно образование преку промовирање на мирот и ненасилството, повторно нели ненасилството во прашање, значи преку промовирање на овие основни вредности во воспитно-образовниот систем да се укаже на потребата од воведување на мировно образование во редовните наставни планови. Што значи целта на оваа програма која што веќе се одвива скоро 2 години, ќе продолжи во следните 3 години е да се постигне вклучување на мировното образование во редовните наставни курикулуми, а тоа го правиме досега преку спроведување на тренинзи за мировно образование во кои што се вклучени 3 средни училишта од Скопје преку професорите, 12 професори по 4 од секој овие училишта и исто така се вклучени 6 млади мировни едукатори, а во следниот период, значи од следната година планираме бројот на училиштата да го прошириме на уште 3 и заедно преку сензибилизирање на кадарот кој што работи, односно наставниците, професорите и самите ученици да говориме повеќе на овие теми и да изнајдеме начини за мирно разрешување на конфликтите кои што настануваат. Имаме гледач на линија, ајде да го вклучиме, нашите гледачи секогаш имаат предност. Добро утро. Добро утро. Ви посакувам убав ден, добро утро и повелете. Благодарам. Видете, јас од преска звонев, уште кога беше господинот од социјално, меѓутоа не можев да го добијам. И сега сакам едно прашање. Мислам, темата е прекрасна, едно многу актуелна, дури поактуелна од се друго што се случува. Повелете. Меѓутоа ме интересира едно, дали не е добро, мислам, покасно се вклучив, не добро разбрав. Дали ќе дојде време да во сите установи, и во градинките, и во училиштата се вработат социјални работници. Силниот социјален работник, значи уште пред 10-12 години, колку има веќе завршено, значи нигде не може да се вработи. Јас сум самохрана мајка, го изучив кога на времето се плаќаше 10.000 марки за факултетот, беше изедначен ништо со медицина. А сега нема кај да се работи како чувар.
затоа што мораме некаде да имаме екзистенција. Мислам дека ваквите професии се неопходни во училиштата и во градинките и во многу други установи. Господјо, одлично ви го разбрав прашањето, сепак да, се однесува ова прашање на господинот Душко Миновски кој пред малку беше наш гостин. Сепак Катерина, кој е твоето мислење по ова прашање? Треба да има социјален работник во секој училиште? Споменавме дека детската амбасада Мегаши препорачува дека потребно е да има социјални работници во училиштата, затоа што како што споменав и пред тоа, социјалните работници ќе може полесно да ги следат да го следат развојот на децата и особено да стават акцент на оние дечиња кои што доаѓаат од маргинализираните групи, од семејства во ризик, каде што се смета дека потенцијално постојат повеќе можности за тие деца да бидат жртви на одредено прекршување на нивните права. Меѓутоа, нели сепак тоа останува на претпоставувам, значи дека тука се во прашање финансиските средства и ред други работи кои што треба да се исполнат за да може оваа препорака да се оствари во праксата и во реалност. Катерина, ајде накратко да проговориме за проектот од Дом на свое. Така, проектот од Дом на свое се однесува на помош и поддршка на децата кои што и младинците кои што излегуваат од установите за згрижување на деца и млади без родители. Станува збор за регионален проект во кој што носител на проектот е Open Media Group, тоа е хрватска организација во Хрватска, а координатор за Република Македонија е детската амбасада Мегаши. Целта на овој проект е на овие младинци да им се приближи пазарот на трудот и да добијат повеќе информации за тоа како може полесно да најдат утре вработување од кога ќе ги напуштат овие установи. Во рамките на овој проект досега се одржани неколку активности од кои што би ги издвоила работилници со младинците од овие установи, работилници кои што се однесуваат на тоа да добија насоки како да изготват CV, своја кратка биографија, како да се подготват за интервју, што е битно при вработувањето, да знаат кога ќе отидат и слично, а после тоа, значи, тие работилници беа подлога за една следна активност, тоа беше саемот за кариера на која што учествува повеќе од 10 компании кои што дојдоа и се представија на овој саем. На саемот воедно учествува и младинците, и тоа беше можност да се сретнат овие младинците се сретнат директно со компаниите како потенцијални работодавачи кои што се заинтересирани да вработат млади кои што доаѓаат кои што ќе излезат од овие установи и веќе сме во преговори со неколку од тие компании. Се надеваме дека ќе ја постигнеме целта на активностите, тоа е барем да имаме успешни вработување на неколку од овие младинци. Катерина, бидејќи времето ни дозволува толку сосема за крај, да го најавиме она што ќе се случува во текот на месец септември, тренинг за новинари на интереснати. Да, тренинг за новинари и медиуми за начини како да известуваат посоодветно кога станува збор за случај на сексуална злоупотреба и педофилија врз децата. Вакви два тренинзи детската амбасада Мегаши одржа во 2009 година. Сега станува, значи, повторно збор за еден трет тренинг на кој што ќе се даде пред се простор на новинарите да може да разменат своји мислења и искуства при случаи кога известуваат за вакви ситуации, односно да имаат можност да кажат со какви проблеми се соочуваат, како и заедно да поразговараме какви мерки и активности треба да се преземат од страна на новинарите при известувањето со цел да не биде нарушен идентитетот, интегритетот и приватноста на децата кои што за жал се жртви на една од најтешките злоупотреби на нивните права. Инаку проектот оваа активност ќе биде со финансиска поддршка страна на Министерството за труд и социјална политика. Како резултат од претходните два тренинга кои што ги спомена што се одржа, излезе нацрт кодекс за новинари, кои што самите новинари кои што учествуваа на тренинзите преку своите идеи го комплетираа на некој начин овој кодекс. Ние потоа само тоа го споивме и нели се чека на одредена верификација, затоа што детската амбасада Мегаши се надева, значи сите институции гледаат во медиумите партнери во борбата за детските права. Апсолутно.
Ќе го вклучиме и последниот гледач, тоа воедно нека